И кога некој ќе ви каже да се сетите на некој прилепчанец кој што е познат и кој што ви е асоциација за градот, веројатно на голем дел од вас првото нешто што ќе му падне на памет е Блага Петреска. Токму и ние прво на неа помисливме и ја поканивме во денешната емисија. Блага, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Мене е за многу години празников денеска. На цела Македонија, на сите што се викаат Никола и Николина, а посебно на моите прилепчани. Еве сега го гледав прилогот и се разнежив. Имавме многу убава атмосфера во студиото, но верувам дека вие ќе ги подсетите гледачите за тоа како изгледаше празнувањето на Свети Никола кога вие бевте дете. Значи сега ќе зборуваме за една друга димензија, 60-тите години во минатиот век. Па прво времето, тогаш имаше снег. Викаат пред Свети Никола задник дома да си, од тие времето ладно, се слизга, мранзули има на прозорите. Целата улица моја, тоа беше Малска улица, сите приватни куќи со големи дворови. Улицата мирисеше прво на леп, затоа што сите ние си месевме дома леп, по 5-6, не знам вие така дали памтиш ти си помлада. Не, ние купувавме во моје време. Јас си го месев и на една штрица голема ќе го ставевме на рамото и одам во фурна да се пече. И така, пошто сите сидат со кој со пита, кој со кора, кој со зелник, кој леп, значи прво мирисе улицата на леп. Потоа мирисе на сарми, на риба, на една празнична атмосфера. Сите ние сме возбудени. На некое постно блакце. Баклава обавезно. Да реков рибата. Сега домашна ракија, домашно вино. И сега тука има дискусија која ракија пубава, дали на комшијата или мојата. Ова толку степени, ова подобра, ова полоша, не. А виното, например, јас виното на татко ми не сретнав друго вино толку убаво како татко ми што го правеше виното. Има тука дискусија голема, што се вика. Од денешен аспект, кога ќе подразмислите, кога имаше повеќе топлина во таквите семејни собирања? Тогаш, во 60-тите години од минатиот век, или денес кога се ни е достапно, се е многу побогато, поукрасено? Значи, бевме многу посиромашки од сега, а бевме многу среќни. Значи, се собираа по 20-30 души, како што слушнав сега, се помалку и помалку, а тогаш се тргаат каучите, креветите, се местат маси, се поземуваат од комши, тие што не слават, ги дават на овие, и се собира тука, па и комши, па и роднини. Што беше па најубаво? Најубаво беше бидејќи се пееше и се играше оро. И сега, јас сакам да запеам, а од тогаш сакам забавна музика нешто. А беа популарни тогаш мексиканските песни, Менифико со Чучулига, јас пеев Бонито. И собрани се сите повозрастни тука. Имаше една комшика што убаво пееше и јас еве помлада. Ја пеам една мексиканска песна и комшијата да вика: ова ли е песна? Сега комшиката е пее, црна се чума задате. Ова е песна. Значи, одма имаш тука еден шамар да се свестиш дека... Генерацијски јас. Генерацијски, ами што треба да негуваш во животот? Значи, од мали нозе треба да ги воспитуваш децата што да негуваат, што е добро, што е лошо, што е странно, што е наше. Така да и поучно, и топло, и искрено многу. Многу млада излеговте од Прилеп, односно го заменивте Прилеп со Скопје, но никогаш не се откажавте од тоа да кажете дека сте вие прилепчанка. Толку гордо го потенцирате тоа. Па ја прво ги сакам многу прилепчани, пошто збират најмакедонски. И ја никогаш не се срамам како ќе зборувам, бидејќи зборувам чисто македонски. И зошто сега да викам руката, путот, кога тоа не е... Кога има соодветни убави зборови во македонски. Најубав. Јасик, да. Да. Ми се допаѓа Прилеп и во воспитувањето. Ние може би сме построго воспитувани, меѓутоа
Еднаш го прашував еден новинар, работеше во македонска телевизија, Напевски, заборев како се презиваше. Викам, зашто ние не се помагаме прилепчаниве како другиве од градовите? Вика, блага, ние растиме сите индивидуално. Дали со тоа тутуно, дали со тоа, демек така, секој да се докажи, по 5 деца има сите се надпреваруваме. Така да, ние сме ратоборни, сами да се одиме низ животот, ама и тоа многу ни помага после во животот. Таа самосталност од деца. И, бидејќи толку го сакате Прилеп, пред 2 години, кога во музеот се отвори роднокрајното одделение или роднокрајната поставка, на музичка поставка, ние имаме инсерти од таму, па ќе може гледачите да видат, вие сите лични предмети, нотни записи, музички инструменти, фотоалбуми и така натаму, не само вие, туку сите прилепчени по потекло, по род, ги подаривте таму. Па, малку и беше предизвик, бидејќи единствена државна награда, што ја добив 3 ноемвриска, што ја доделува Прилеп, во владењето на градоначалникот Маријан Ристевски, ме трогна тоа нешто, ми направија многу голема чест. Многу им беше драга таа награда, бидејќи само заслужени прилепчани добиваат. И кога ми се јавија за таа роднокрајна поставка, вика, блага, дали ќе дадеш нешто? Ја викам, сите мои награди што сум ги добила, ја ги оставам во Прилеп, да имат генерации да ме спомнуваат, бидејќи таму се сите големи имена, како еден Илија Джувалековски, Пеце Атанасовски, Владко Стефановски, Ристо Бомбата, Желчевски. Ги има многу и сите имаме по една така витрина. Мисля, че дека мојата најбогата, бидејќи навистина долго се задржав на сцената и ги добив сите можни награди. И така да ги поклонив со драго срце на Прилеп. А мислам дека и сум сакана со граѓанка на Прилепчани. Ретко се сакаат пејачите во градот. Јас мислам дека сум изузетно сакана од моите Прилепчани и затоа секогаш се, еве, ти кога ме покани, одма реков што ми е за Прилеп емисијата, ќе дојдам во емисија. Она што имаат прилепчани да го кажат како благодарност за се она што го направивте во музиката и за она што го оставивте во музеот, особено го истакнуваат во контактите со ваши колеги, со мојата колешка дописничката од Прилеп, сите велат блага, донесе се што имаше и што можеше да се подари. Да не заборавам, значи музеот на град Прилеп го поздравувам сите вработени во музеот, а најмногу на Лилјана Неделковска, која што тоа беше незин проект. И навистина бе изненадени кога тие побарам барем нешто, ама јас сите награди ги дадов и вака се остана и тие воодушевени од мојот гест, ама јас реков дека тоа го направив од се срце. Па се слушнав ми со незе дека ги носат доста учениците посетени тој музеј и убаво е така од мали деца да имаат предизвик да дојдат и ти еден ден во таа просторија, како например јас кога сум слушнала прв пат Васка Илиева кога дојде во Прилеп, ја никогаш не можам да ја заборавам таа слика на плоштадот, да се туркам за да ја видам и да ја се воодушевувам. Јас после се запознав и настапував, меѓутоа таа слика останува од дете. Децата тоа го врежуваат како јас сум ја врежала, еве, Свети Никола, славата, песната, опомената. Тоа се работи во детството кој што се памтат. Веројатно и вие сте идол на многу прилепчани. Генерално, веројатно и вас некоја од денешните музички звезди доаѓала да ве гледа со воодушевување кога сте настапувале? Има сега неколку млади кои што се тете двете Елени, Елена Велевска, Елена Гајдава што свири, името за презимето и кој заборавив. Има и забавна музика што пеат неколку девојчиња, сите се квалитетни и драго ми е. И тие сами ми рекле дека ти ни беше така поттик за и ние да успееме, те гледавме со твоите песни, растевме и тоа е тоа што нас не прави срекни, дека сме оставиле нешто и сме поттикнале некои млади деца да се занимаваат со
нашата музика, да остават траги во музиката, бидејќи само така може да обстанеме и да ја сочуваме традицијата, па и песната, па и јазикот. Пример сте за многумина, пример сте за енергија, за позитивен дух, за издржување на тешки моменти во животот, за продолжување, за чекорење понатаму. Пример сте за една комплетна личност кога станува збор за естраден уметник и не престанувате да работите. Слушај, ништо нема потешко тутун да садиш и да се друго е песна. И сега речам, паметам како ни беше, ко вчера да беа дните, в младоста добро и лошо, сите ние делевме. Навистина нашата младост беше преубава. Навистина беше искрена, беше со голема емоција, со една, како да ти кажам, да го сослушаш комшијата, да сослушаш пријател како е тешко, да ја утешиш. Не ни треба ни психијатри, ни лекари, него сами себе се тешевме и сами себе се си дававме кураж. Така да не е споредливо нешто нашата младост со сега што се случува. Сега се затворивме сите, поготово после короната. Ова што не се случува, како да не сме, како да сме други луѓе. Ние се оддалечивме сите, не сакаме да се сретниме, некиме да си проговориме, дури ако се насмееш, како ја што се често смеам, како да е забрането. Тоа е... За жал се повеќе сме сведоци на такво нешто. Да. Реализирана како мајка, освен што сте успешен човек во кариерата, реализирана како мајка и реализирана како баба. Имате 4 внучиња. Нема да прашам кое е најдраго, но ќе продолжи ли некој по вашите стапки? Па, со музиката се бават, мислам, двете од син ми. Керки, внуки уствари, а од керка ми се по компјутерите, IT се модерно. А тие на таткото повлекле? Тие на таткото, овие да. Меѓутоа, бабава вечно пати што да таксам на Господа да се вратат децата. Додека се волев за децава да се вратат, сега отидав внуките надвор, така да нашата судбина македонска е доста тешка. Децата ви се вратија. Внуците отидеа. Да се надеваме дека и тие ќе се вратат од кога ќе го завршат образованието. Јас би сакала, бидејќи навистина во Македонија е најубаво. Во овој период сте многу ангажирана со снимање на новогодишни програми и настапи. Ќе најдете за празниците малку време за себе и за семејството? Па, ќе одам кај мојата внука во Германија и многу сум срекна, бидејќи тоа е желба незина. Ќе одат мојот син и сната и таа рекла без баба ми да не доаѓате. И јас сум пресрекна што ме посакала мојата внука да одам со нив заедно, така да ќе бидам таму за празниците. Пред да завршиме емисијата, сакам уште нешто да ве прашам, а тоа е дека вие секогаш кога сте одбирале со кого ќе соработувате од македонските текстописци, композитори, аранжери, сте имали истенчен вкус, тимот што победува не се менува. Мислам дека, може би грешам, не сум до толку музички писмена, но убедена сум дека Блага Петреска нема промашено песна која што не чини. Немам песна од која што можам да се срамам, навистина. Ама многу тешко се одлучувам за песната. Мене доста ми се нудеа песни од колеги, меѓутоа ако јас не се пронајдам, ако немам што да кажам, ама тоа да сум го доживеала, да е искрено, бидејќи се што е глума, одма слика камерата. Не можеш да скриеш. Значи мора да е искрено тоа што го... Јас барем за себе зборувам, морам да го доживеам тоа нешто што го треба да го порачам како порака до слушателот. Најмногу соработувавте со браќата Барбаровски. Да. Најголемите хитови, впрочем. Па 20 години.
најголемите хитови ви ги направија тие песните по кои сте препознатлива дури и кај помладите генерации. Па, еве сега, пошто снимавме, ти викам, новогодишни емисии, сите помладиве, пошто сега млади, јас сум највозрастна, сите викате, растевме со твоите песни и поголема награда од тоа нема. Блага, јас ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Се подсетивте малку на Прилеп во вашето рано детство. Секогаш се сеќавам на Прилеп. Се сеќавам на сатот, се сеќавам на корзото. Па тоа беа корзото исто е до доживување кое што сега не можем да го почувствуваат овие деца. Сатот. Јас мислела со вечери, ноќи, како се изградил сатот, како се качувале до горе дете, кога ќе видише на грамада од здание, како горе чука сатот. Па едни тесни улички имаше, турски така, па одам по нив, па ти е страв, тогаш имаше, кога одевме на тутини чергари, па дали ме фатат чергарите, па ноќни мори, па тоа било фантазии, тоа било размислување, ама сето тоа е во прилог на растење. Тоа сето ти дава една, како да ти кажам, една енергија за да се продолжи понатаму. Да се најдуваш, да се наоѓаш себе си. Па домот на офицерскиот дом. Таму беа песните, таму беа тие матиња. Но јас до четврто, осмо деление тогаш беше. Так. Значи, пеев тие матина, ги викавме, не матине. Војската беа таму, јас пеев, па после имаше една летна бавча, таму испеев прв пат Чучулига, па сите, кој е ова дете што е пее Чучулига на Магнифико. Така да, тоа се спомени незаборавни. И, сега ќе кажам, цел живот сум со песната и со музиката. Јас ви посакувам да продолжите да пеете и да ширите позитивна енергија на секаде околу вас.